Почитувани граѓани, почитувани новинари. Парламентарното мнозинство предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија синоќа го усвои буџетот за 2021 година. Овој буџет е континуитет на одговорните домаќински политики на СДСМ во управувањето со јавните финансии. Буџетот за 2021 година во себе има три клучни приоритети: здравство, економија и зачувување на работни места, владење на правото и реформи. За 2021 година со буџетот предвиден е раст на економијата од 4,1% и намалување на буџетскиот дефицит за 3,6% во однос на годинешниот. Вкупните приходи на буџетот за 2021 година се планирани на ниво од 212,6 милиарди денари и истите се за 8,3% повисоки во однос на вториот ребаланс од 2020 година. Додека расходите се планирани на ниво од 247,5 милиарди денари или за 2,1% пониско во однос на вториот ребаланс. Капиталните инвестиции се зголемуваат за 26,2% во однос на оваа година. Со буџетот за 2021 година стимулираме нови инвестиции, подршка на веќе постоечки компании, како и помош за отворање на нови работни места, со што ја потикнуваме конкурентноста и влијаеме на намалување на стапката на невработеност. Во текот на собраниската расправа за буџетот изгласавме и 18 амандмани со кои се обезбедени дополнителни средства за енергетска ефикасност, за формирање еколошки зони, за земјоделска опрема, за мали семејни винари, за комунална инфраструктура во повеќе населени места, како и за социјални надоместоци на стечајците. Почитувани граѓани, синоќа не успеа убедите на опозицијата од ВМРО-ДПМН да го блокираат носењето на буџетот, важен за граѓаните и важен за економијата. Вчера јавност беше сведок на уште едно подло, неодговорно и нечесно однесување на опозицијата, која ја напушти собраниската сала кога буџетот требаше да се гласа, мислејќи дека немаме кворум и нема да го изгласаме буџетот. Замислете, ВМРО-ДПМН и опозицијата беа спремни државата да ја остават без буџет, да мора да функционира прековремено финансирање во година во која треба да ги санираме последиците од економската и здравствената криза. Толку од одговорноста на ВМРО-ДПМН и опозицијата. Во време кога цел свет се обединува во борбата против коронавирусот, ВМРО-ДПМН избега од собранието. Истото тоа ВМРО-ДПМН избега од избори. Избега од граѓаните, но од срамот нема да избега. Како одговорна партија, продолжуваме да работиме на реализација на мерките и политиките што носат економска стабилност, развој и повеќе пари кај секој граѓанин. Со буџетот за 2021 година ефикасно и темелно ги санираме последиците од корона кризата. Ви благодарам.